2017 година ќе одбележиме многу интересно, со тоа што промената можеби беше направена, поинтересно беше она што можеме да го воочиме каква промена настана и од самиот почеток да воочиме некои грешки, барем за почеток можевме да притиснеме за некои работи во новата влада, каде што забележавме одредени коруптивни, да кажам, појави, да бидат созбиени на време, како би можеле во иднина да немаме проблем со корупција во општеството. Тоа е особено важно кога самите представници на граѓаните стигнеме до онаа точка каде што тие сами препознаваат кога треба да се повлечат и кога треба да дадат оставка, а се наоѓаат под јавен притисок. Ете, тоа е една новина во 2017 година. Ми се допаѓа што се развива една таква малку култура на по-внимателно или посомничаво, можеби посомничав пристап кон новата власт, меѓутоа тоа е за доброто на сите граѓани во општеството. Не би било фино да се препуштиме на идејата, на една утопија, на една идеја дека веднаш или пак работите ќе бидат подобри, само затоа што има нова власт. Напротив, дури повеќе од било кога од изминатата декада, граѓаните треба да бидат активни во контрола на власта, заради тоа што системот кој што се наследува може и да продолжи да трае. Тој нема сам да се промени доколку не се врши притисок од надвор, особено од граѓанското општество. Така што мислам дека тоа е за 2017 година. Некои грешки поголеми кои што се случија, мислам дека и немаше толку поголеми, катастрофални грешки. Онема каде што недостасува поголема иницијатива е во политиките на чист воздух, еколошките политики. Мислам дека тука сме назадени комплетно. Не гледам идејни решенија во тој дел, што загрижува сериозно заради тоа што голем временски период имале да се подготват за да се соочат со проблемите од загадувањето. Тоа е еден поголем проблем на државата. Втора работа која што исто така сметам дека ја одбележа 2017 година се рудниците и битката за нивното затварање во повеќе градови, за кое што исто така сметам дека треба да се обрати поголемо внимание, особено волјата на луѓето да се почитува, без разлика на последиците така наречените економски последици кои што ќе ги се трпат. Ако одлуката е солидарна и одлуката е да се поднесат тие трошоци, без разлика, затоа што здравието е на граѓаните примарно и поважно. И би рекла, последно она што ме изненади е во однос на животните. Во последнава, лоша ја затвараме годината некако. Ме изненади нехуманоста во општеството, иако предпоставуваш дека немаш некоја особена основа за хуманост, сега веќе е малку поевидентно и поочигледно и тоа ме разочара комплетно. Не очекував дека има толку многу насилство во луѓето, постои толкава омраза и насилство, затоа што тоа е сериозна состојба, да кажам, која што води кон други многу потешки кривични дела, криминални и социопатски, да не кажам, појави, особено кај млади деца. Последното што ме шокира беа толку млади деца да злоупотребуваат животно. И мислам дека на тие работи треба сериозно се обрати внимание, на овие последни работи, како би можеле да имаме некаков напредок во иднина. Сепак, едно општество колку е хумано или пак има потенцијал да биде демократско, се мери по тоа како се однесува кон децата, кон старите лица, лицата со посебни потреби и животните. Особено оние кои што се улични, заради тоа што се оние кои што се безпомошни да се одбранат, тога државата мора да обрати најголемо внимание доколку сака. Во спротивно нема шанси да се постигне некакво демократско општество. Без разлика кој да имате добри политики, закони и системот да функционира безпрекорно, ако ги немате тие елементи на хумано однесување кон тие категории, тогаш џабе